Еден силен аплауз. Настанот го организираме во чест на неговиот 65-ти роденден. Па освен книжевна средба, ова е вистинска прослава на која сите заедно ќе почувствуваме моќта на литературата, моќта на зборот, на убавиот пишен збор. Настанот е во склоп на фестивалот Букстар, а за вас го приреди издавачката куќа Антолот и се разбира Рамскар Мол. Ви благодарам за тоа што сте тука, за сите да имаме едно незаборавно дружење и уживање во Рамскар Мол. Ке подсетам уште еднаш камерадина дека од другата страна да има во огромен број, направете редица за да добиете подпис од вашиот и нашиот омилен автор, кој се уште еден аплауз ке ве замолам да го поздравите. Ахмед Урус. Почитуван господин Ахмед Урус, пред се е моје лично задоволство, верувам дека на Рамскар Мол и сите сограѓани во Македонија да ве имаме во Скопје по трети пат. Па како го доживувате нашиот град? Yeni Üsküp'te olmak çok güzel. Bu üçüncü değişmesiyle. Üsküp aslında Türkiye'nin farklı bir yerini görmüyor, ortak kültürümüz. Buraya geldiğimde Türkiye'deki herhangi bir şehre gelmiş gibi oluyorum. Dün çok güzel etkinlikler yaptık, çok güzel etkinliklerimiz oldu. Çok yoğun etkinlikler, çok büyük bir gördük. Onun için yayıncıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi de buradayız, umarım böyle güzel bir etkinlik yapacağız. Пак и много се допаѓа. Искам тоа се чувствувам како дома, не играм некаква разлика дали сум во Турција или тука кај вас, затоа што ја делиме истата култура. Исто така сум многу задоволен од вчерашниот настан, бидејќи имаше голема посетеност и ви благодарам многу за тоа. Вие практично вашиот 65-ти роденден го дочекавте во Скопје. Какво е чувството да го обележите юбилејот заедно с македонските читатели? Evet, aslında doğum günü çok önemli bir tarih, çok önemli bir gün. Ama Türkiye'de de kutlayabilirim. Fakat Üsküp'te okullarına beraber olmayı tercih ettim. Hem de değişik bir doğum günü olsun. Çünkü her doğum gününü buluşuyoruz, pasta kesiyoruz aileyle beraber. Ama bu sefer Üsküp'te, yani Türkiye'nin içinde Üsküp'te bir doğum günü bulmak istedim. Çünkü bu unutulmaz bir doğum günü olacak. Многумина од вас знам дека го разбираат турскиот јазик, многумина од вас го очекуваат преводот. Повелете. Точно да, го очекувам овој роденден во Скопје и многу ми е мило што го очекувам моите читатели овде. Може точно да го дочекам и во Турција и ќе беше одличен роденден како секој. Значи, во домашна атмосфера, ќе се послужат со торта. Меѓутоа многу сум среќен што толку овде имам честа да дочекам и ќе биде малку пунен роденден. Секогаш ние македонците знаеме да преведиме нешто поинакво, а Антолов ве пречека со превод на 2 ваши нови книги. Дали фото изгледате? Evet, belki de bugüne kadar aldığım en güzel doğum günü hediyesi oldu. Çünkü bir yazara verebiliriz en iyi ödüller. Kitaplarımın en önemlisi de Antol'a çok teşekkür ediyorum. Kitabımızı bir yani. Bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi olmak sürpriz. Да, ми беше изненадување, му благодарам многу на Антолот што ми го приреди овој роденденски подарок. Дали е можно да постои овој роденденски подарок, отколку вјерување на планови романи. Бидејќи ние македонците важиме за топол народ кој секогаш знае да приреди изненадување. Ајде заедно со мене да ја отпееме песната на англиски, македонски или турски. Како милувате? Песната за среќен роденден и сите заедно да го честитаме
65-тиот роден ден на нашиот и ваш Ахмет Умит, кој не само звезда во Македонија, туку звезда во светот. Happy birthday to you. Happy birthday. Сите заедно. Happy birthday. Да го поздравиме и Жарко Којоџискиот Антолов и целиот тим на Антолов. Свија на аплауз. Една убава фотографија, да ги купнаме светичките заедно и да запаметите дека 65-тиот роден ден го прославувате во Скопје, Македонија. Повелете сите кои сакате да добиете подпис, да се фотографирате со авторот, да уживате, да размените мисла, бидејќи Ахмет Умит навистина е потребен во Македонија, но ова е случување кој ќе биде негово доживување и доживување со сите вас. Повелете. За поедноставно одлично направите, напишите си во вашето име на некој лист на страна, за да може господинот Ахмет за вас. Многу дами му изразија љубов, се надевам дека неговата